Ајде, здраво живо на сите. Ова е Психоманија 17. Имам интернет и би ја почнал да пак со на моje мислење дека во моментов се случуваат многу сериозни работи во кои што главен играч е Христијан Мицковски. Не се главни играчи овие Ќурка и компанија, затоа што она што се случува сега во моментов, овие недела и пол две, може да кажам дека буквално се растура најголемата, најсилната опозициона партија во Македонија, поточно општо партија во Македонија, ВМРО-ДПМН, партија која што е чокотот, која што е тупаницата на Македонија. Растурањето на партијата го прави Христијан Мицковски. Како го прави? На тој начин што прави раздор во партијата. Прво, ќе почнам од почеток. Кога дојде на таа функција, глумеше наивен, глумеше човек кој што не многу ги разбира работите во политиката и ете ќе се учи едноставно. Арно ама за чекорите проба многу луѓе, меѓу кои и јас, пошто го знаев уште пред да стане председател на ВМРО-ДПМН, дури во една прилика која беше подсекретар, која требаше да го промовирам за политичар, за да го запознаат луѓето, пошто не го знаеа, над црквата Света Петка во Кисела Вода, ми каже дека не сум го познал јас некогаш него кога бил со кумот на некој протест. Добро, викам, јас многу луѓе ги гледам и можно е да не сум те познал. Башка, јас луѓето ги познавам вака на лице, имам фотографска меморија, да кажеме, ама по име не памтам скоро никого. Го промовирав што го промовирав, Мијалков го натакна да биде председател на ВМРО-ДПМН, да му служи како пазарџија на пазар и почна приказната Христијан Мицковски. Прва приказна на Христијан Мицковски беше референдумот. На референдумот тој како неискусен едноставно кажуваше дека секој може да како мисли, така да прави, ако сака да бойкотира, нека бойкотира, ако сака да искочи на референдум, нека искочи на референдум, ако сака да гласа против, нека гласа против, ако сака за и така, значи неодреден став. Со тоа што од тогаш он почна, ако ме прашувате мене, јас како Христијан Мицковски мислам така и така. У тоа време пробав да му објаснам дека него не го прашува никој како Христијан Мицковски или како професор Христијан Мицковски или како, не знам, некој човек од улица, него дека тој ја представува и застапува партијата и тоа што него го прашуваат,
тоа што он одговара во име на партијата. Значи, Христијан Мицковски од стапувањето на позицијата председател на ВМРО-ДПМН е председател на ВМРО-ДПМН. Христијан Мицковски е по дома. И по дома може да го прашуваат за неговото мислење. Помина референдумот, беше неуспешен, официјално од ДИК прогласен за неуспешен. Он тврдеше дека пратениците негови на ВМРО-ДПМН дека нема да гласат во собрание. Во тој момент тогаш му кажував дека има пратеници кои што се спремни да гласаат. Му ги кажував по име. Тој ми кажуваше дека јас сум имал своји некои бубачки во главата, дека сум имал теории на заговор и така натака. Дојде денот, гласа, значи истиот ден, додека траеше седницата, најмалце 3 пати се слушна со Христијан Мицковски и му кажав кој, зашто, како, колку е добиено, зашто е добиено, како е добиено. Повторно викаше дека јас сум правил теории на заговор. До последниот момент. Последниот момент, кога изгласаа двотретински, кога 8 пратеници останаа во салата и гласа, па сега вика психо беше во право, ама што да правиме, пројде возот. Вика јас немав контрола врз тие луѓе, затоа што нив ги ставил некој друг. И тогаш почна, кога целото членство скокна, кога почнаа да бараат одговорност, он вика ние мораме да бидеме сега мирни, сталожени, прибрани, затоа што според неговите информации можеле западните амбасадори и судството во Македонија и СДС на власт да ја прогласат партијата за терористичка. Пази, молим те. Му викам, малце нелогично дека може да ја прогласат партијата за нелогична, затоа што е прво најбројна во членство, викам има преку 120.000 членови, на што ми беше одговорено дека не се 120.000, него само 70.000 се ажурирале во партијата. Па викам, добро и 70.000 да се. 70.000 се негдека грубо 3 пати повеќе од АРМ војска што има. Покрај тие 70.000 членство има 200.000 симпатизери. Значи сигурни симпатизери, оние кои што си ја сакаат партијата, ама не ќе да бидат член. Викам, не постои човек, не постои сила, значи НАТО нема да се нафати да прогласи некоја таква партија за терористичка од проста причина што бројноста е голема, прва работа, а втора работа, секој еден нормален би помислил дека таа партија е возобновена од организацијата ВМРО, која што на времето била најопасна, најстрашна организација во цела Европа. И они си мислат дека тоа си се пренесува преку, ајде да кажеме, старците. Но он си тераше приказна, членовите му веруваа, нормално председател на партија. Пробав да објаснам, гледам членството верува, викам, ајде си ќута, може би јас грешам. Следно дојдоа председателските избори. На председателските избори се трудевме и јас се трудев да дознам кој ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН. Ќе има конвенција. Секој ќе може да се пријави на таа конвенција кој сака. И се пријавија, колку беа, 6 души. Од тие 6 души беше Филип Петровски, у тоа време кај Бачев, не знам што бараше на конвенција во ВМРО-ДПМН, беше Васко од Карпош, беа уште тројца други исто луѓе, членови на партијата од другиве места, малце анонимуси.
меѓу кои беше Гога Сорос. Гога Сорос, сите ја знаевме дека она беше министер во СДС, во владата во време на транзицијата, кога 200.000 луѓе остана без работа. Од тие 200.000, 150.000 беа од ВМРО. И беа останати без работа само затоа што се членови на ВМРО. Голем број у тоа време на студенти од ВМРО, кај не се не можеа да положат испит на факултет само затоа што се членови на ВМРО. Затоа што се декларирале дека се ВМРО-вци. И се одеднашка таа станува член, кандидат на ВМРО ДПМН, се пријавила за кандидат на ВМРО ДПМН за председател на држава. Тогаш ми беше скршена ногата, ама со скршена нога отидов во струга и го направи видеото тоа тогаш дека Гога Сорос е нонсенс да биде кандидат на ВМРО ДПМН. После тоа се испостави дека она уствари му е пријателка на Мицковски, онака приватна. Он не знам, многу ја почитувал. Абе, он може да почитува дома, може да почитува кај сака. Значи, зашто се 70.000 членови? Од 70.000 членови не можеш да најдеш авторитет кој што би можел да биде кандидат за председател, па мора од надвор да го внесеш. Ама имало таква пракса и порано. Абе, имало таква пракса, ама секогаш таа пракса била лоша пракса. Кога бил кандидат член на ВМРО, тогаш се било како што треба. И повторно психо беше лошиот. Во тоа време не работе во Инфомакс. Од одредени причини, нема да ги кажам кои се. Но имав договор да работам за Експрес. Поточно се договарав тогаш со тогашниот не знаев дека ќе биде пропагандист на Гога Сорос, колега мој, новинар во Алфа телевизија, прават многу добра емисија, нема везе, нема да го именувам. И после тоа моје видео во Струга, човекот ми се јавува и ми вика: психо, не може да бидеш дел од Експрес заради видеото. А викам, ја видеото го правев кај мене на профил, на мој личен профил, јас како Борислав Стилковиќ, а не на страницата на Експрес. Не е битно, вика, тоа не можеш да бидеш, затоа што ние сме за... Па добро бе, викам, бидете си вие, ја професионално си ја работам работа. Ако ми кажеш да ја снимам, ќе ја снимам. Јас у тој случај немам што да правам освен да ја снимам. Не може да работиш, окей. Нема вези, и онака ми беше скршена ногата, не можев да работам. Кога ми заздраве ногата, си продолжив да си работам, се најдовме повторно заеднички јазик со Инфомакс и си продолжив во Инфомакс да работам. Да бидам појасен, значи јас работам во телевизија Сонце, таму сум пријавен, таму сум редовно вработен, а во порталите работам хонорарно. И бидна Гога Сорос кандидат за председател, и тогаш многумина ми викаа дека да не сум бил против Гога Сорос, да не сум зборал многу, за да не направам штета за Гога Сорос да победи на председателските избори. Во меѓувреме дојдов додека трае изборите, работе во екипата на Инфомакс, одевме по градовите, снимавме, ја правевме кампањата на Гога Сорос, не се умешав ни еднашка, но дојдов до една информација дека тие некои западни структури, оние кои што работат на политиката во Македонија, имале замисла да победи Гога Сорос
на било кој начин и да се прогласи како поделена власт. Значи власт, собрание, мнозинство има СДС, а председател на држава да има ВМРО-ДПМН. Но таа замисла им ја зезнуе нормално црпнатиот од нива и им пропаѓа целата кампања за време на председателските избори, каде што Црево Пандуровски, овој што е сега председател, фураше цело време теза дека владе законот на џунглата. Посилниот е подобар, посилниот е попаметен, дека не важело правото, дека правото било кај силните, кај олигарсите и така натака, додека Гога Сорос идеше право, правда, правичност и така натака, беше поддржана од Река, кандидатот, албанскиот кандидат за председател на Македонија, пошто и тој прокламираше право, правда, и на изборите по сите анкети водеше Гога Сорос, на изборите победи Пендаровски. И случајно Заев одма отиде на одмор преку граница, најверојатно каде што беше испеан. Но зборот ми е дека заради одлуката на Христијан Мицковски, Гога Сорос да ја стави за председател, за кандидат на ВМРО-ДПМН за председател, ВМРО-ДПМН ги изгуби тие избори. Следно, после Гога Сорос, дојдоа парламентарните избори, каде што повторно, за да не му се случиле пак пратеници како овие 8 што беа у претходниот состав, тој ќе ги бира пратениците, тој ќе ги каже кој ќе биде каде, во која изборна единица, на кое место и така натака и така натака. И ги избира овие пратеници сега што се арно, ама на тие избори во изборна единица 1, каде што беше носител Гога Сорос на листа, на место број 9 беше Сафет Бишевац. Тоа е она комунјарско дегенерична појава, избеглица од Босна, кој што го оставил својот народ да страда тамо, да гине, дошол во Македонија да се сокрие и како пратеник на СДС во минатиот состав, значи он искача на говорница во собрание и кажува гласачите на ВМРО немаат мозок. Да ви повторам, значи тоа он го каже, јас го цитирам само, гласачите на ВМРО немаат мозок. И вие, вика, немате мозок. Им се обраќа на пратениците. И тој го става 9 на изборна единица 1, каде што е носител Гога Сорос. Значи, у првите 10 двајца комуњари. Па зашто се оние 70.000 членови? Или 12.000 во Скопје? Тоа му е веќе трети пораз. Доаѓа опозиција, значи повторно опозиција, и му кажем тоа ти е заради тоа, заради ова, заради... Психо, бе, ти со твоите теории на заговор, ти вака, ти така, бе, што јас? Јас ли сум крив? Јас ли ги ставив луѓето на избирачки места? Ама ти збориш, па зборам. Мене ми е работа да зборам. Мене ми е работа да посочувам неправда. Мене ми е работа да посочувам криминал, ако го откријам. Мене ми е тоа работа, да ги информирам луѓето. Да го кажам моето размислување. Кој се сложи, кој не се сложи, негова работа. До сега моето размислување секогаш било дека на избори ВМРО-ДПМН треба да оди со своји кандидати. Не треба да прави, според мене, не треба да прави воопшто коалиција со било кого. Со било која помала партија. Не само членовите да бидат на ВМРО.
Но ајде, ете, сакале коалиција да прават, нека прават. Не е проблем. Личело дека повеќе биле околу ВМРО ДПМН. Па се, и да не личи се гледа. Затоа што ВМРО ДПМН е генот на македонскиот народ. Ја не знам како тоа не може да не го разбира некој. Сега кога почна, уствари уште не стасавме додека да разберат за тоа. Значи, станува опозиција, во меѓувреме местиме со Инфомакс, откриваме криминали на СДС, откриваме превари на СДС. Тоа се буквално местење на пенали на празен гол. И овој не шутира ни еден пенал. Не ли малце чудно? Зашто е тоа така? Ќе терал гандиевска политика, како што ми кажа Гога Сорос на една трибина? И дури Ганди не терал таква политика. И сега идеме понатака. Значи, ајде не ги употребува пеналите. Ние доаѓаме до прислушкуван разговор, кој што ни е оставен на бричач на тогашниот Лексус на Мечка, пошто уште немаше БМВ тогаш. На Лексусот наоѓаме бомба, прислушкуван разговор на Заев. И да го објавиме, и се јавува Мицковски и вика, немој да го објавувате. Не е време, ние нема да бидеме такви како нив, нема зашто да го објавуваме. Како бе нема зашто 100% победа ако го објавиме? Не, поарно нема зашто, ние ќе идеме вака. Добро. И нормално, тогашната уредувачка политика беше таква, нема. Идеме понатака, Инфомакс се развива како што се развива, доаѓаме до локални избори и на локални избори на Мечка му викам, јас нема да работам. Ама знаеш, ми требаш вака, така, ова, она. Јас ќе работам за Инфомакс, нема да работам ништо друго. Зашто? Затоа што повторно ќе поддржуваат, викам, независен. Од кај знаеш? Сигурен сум. Предпоставка. Поучен од минатото. Се уште немав никаква информација за тоа, предпоставував. Имав и состанок со Мицковски, кога као наводно бевме скарани, па сега се миревме. И на тој состанок го прашав директно кој ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје. Скопје е третина од Македонија, трета функција по важност у државата. И викам, според мене, кандидат за Скопје од овие што се на анкетниве листови, јас што сум ги слушнал, единствен кој што треба да биде е Коце Трајановски. Само тој е член на ВМРО, поранешен градоначалник, да, ама и градоначалник кој што направи нешто за Скопје. И го направи Скопје. Какво? Такво го направи. Скопје беше селендра, се разви во град кој што сакаат многу туристи да го посетат. И он тогаш ми рече, не, Коце нема да биде, на нас ни требаат нови лица, не можем да ти кажам кој ќе биде, ама само ќе ти кажам дека ќе биде жена, и тоа хардкор жена, цврста жена, веруј, нема да се покае никој. Значи, поготово вие ветераните има да се изненадите колку е хардкор, колку е патриота, колку е паметна, колку е... Викам, ако е независна, ја нема да гласам. Затоа што ги имавме како независни у тоа време Трифун Костовски, го имавме као коалиционен партнер на Гошев Ристо Пенов и буквално после една година и едниот и другиот ни удрија штикла. И останавме со прст во уста. Сега, тогаш
бев побурен, пред да ја кандидира, пишував коментари, пишував статус, еден коментар го реплицирам цело време, каде што викам дека јас ќе гласам само за кандидати на ВМРО ДПМН. За независен кандидат ќе гласам тогаш кога нема да бидам член на ВМРО ДПМН. Така да ве повикувам сите да гласате за членовите на ВМРО ДПМН, а за независните нека гласа некој друг. Тоа е мојот коментар на статус на Наум Стоилковски, кој сега ме блокираше, кога му го реплицирав одговорот, дека негов статус беше кандидат за идниот градоначалник на град Скопје Данела Арсовска. И јас му опишав тој коментар. Сега, не знам точно кај прочитав, некој бараше дајте линк да се види каде било кој функционер на ВМРО рекол дека Данела е најдобар градоначалник. Зошто да ви дадам линк? Вие сакате или сте за сами да си побарате? Ако ви интересира. И ја стави Данела, трчавме сите, се договоривме тогаш, пошто јас работев за Инфомакс. Психо, ти ќе одиш во Битола, ќе направиме 4 екипи, ќе идат во Велес, Прилеп, Битола, Штип и Кочани. 5 екипи, да. И вика ти ќе одиш во Битола сам и онака ќе го изгубиме Битола. Викам како ќе го изгубиме Битола? Така, вика сите анкети покажуваат дека ќе го изгубиме. Викам психо кај што отишол, сега глупо е да се фалам, ама ќе бидам како Миленко. Психо кај што отишол, избори не изгубил. И така се покаже. Отидов во Битола, првиот круг беше така чат-пат, малце шмутнјат, каде што покажував заби, покажував кој психо, организирав луѓе, тие што ги знам од Битола, работници, ВМРО-овци окорили, влага во Баир мало, тоа ја не знаев какво е кога отидов тамо, рака на срце, филмот Сенке над Балкану, во буквална смисла призорот од гетото кај што беа македонците во Белград. Исто, ја верувам дека тие сцени вајда се снимани на Баир. Нема везе, отидов тамо како новинар да следам, да видам да ги уловам. Пошто ми и нели искочи и снимка од Битола дека вреќи со пари се носени за подкуп. Отидов, покажав дека мене ми има стек дека као велики брат. У буквална смисла, никнувам тамо кај што никој не ме сади. Имав конфликт со еден полицаец од Битола, тој што им бил локален шериф тамо најглавен. И од тогаш психо беше за полицијата untouchable. Значи, допис од полиција. Со организација на сите луѓе, во Битола се прави преокрет. И изборите ги добива ВМРО ДПМН. Во меѓувреме, значи, додека е Битола, додека се случува, пред избори, за време, меѓу првиот и вториот изборен круг, Инфомакс ги снима сите реклами на ВМРО ДПМН. Сите реклами. Имаш уште една куќа, ми се чини, ама они нешто беа пролазни, ако не може ние да постигнеме како Инфомакс, па они да влетува да доснимат или да направат уште некој кадар. Јас се извинам, многу ми замерија за цигариве, ама затоа ги правам емисиите надвор, а и страсен пушач сум, затоа си пушам цигари. Ако ви смета, нема да дувам во телефон за да не кашлате од тутунот. Значи ги преме сите реклами, нема да кажувам други работи, кредити, медити и така натака.
Битно дека на тие избори успеавме како Инфомакс да ја направиме целата пропаганда на ВМРО ДПМН. Да ги снимиме рекламите, да ги емитуваме рекламите, да се емитуваат рекламите и по другите телевизии. Како Инфомакс, како екипа, како новинари, отидовме во градове низ Македонија на свој трошок, значи не на трошок на партијата, и ги уловивме митеджиите, ги емитувавме јавно, со што придонесовме, па да не претерам, ама 60-70% за да добие ВМРО ДПМН толку колку што доби на изборите. Како сега што многу умина викаа дека Данела требала да знае кој ја донел на власт. Да, Данела треба да знае кој ја донел на власт, но и ВМРО ДПМН треба да знае кој го донел на власт. На локално ниво. Како ветеран на ВМРО ДПМН, ја се гордеам со тоа. Доаѓаме до денешно време, каде што после изборите почнува да врие котелот. Во буквална смисла на зборот да врие котелот. Доаѓаат настани некои со протести, со ова-она, се гледам со луѓе кои што ми се мене блиски од политичкиот круг и од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои што ми кажуваат дека мора да се внимава, затоа што ако се дозволи да се растури партијата, толку ќе биде и од државата. Се уште се коалициони партнери тие што ми го кажа ова. Да, викам, се сложувам и јас лично ќе работам на тоа да остане партијата партија. Јака, најака во Македонија. Све што ќе начекам дека е комунистичко, всадено, насадено, без разлика кој е, дури им председателот да е, ќе му го кажам планот. Како што и се случува. Ќе стасам, Гордана, и до твоето прашање што е проблемот помеѓу Инфомакс и ВМРО. И, значи, после изборите почнува да врие котелот, почнуваат превирања прво со Гром, со Стефче, зашто одел он башка од ВМРО, а Христијан Мицковски не му дозволил он да иде кандидат за градоначалник на Карпош, без разлика на анкетите, без разлика на све, он требал да не оди на избори во Карпош, туку ВМРО ДПМН да го кандидира доктор Зафировски, човек пар екселанс, многу добар, многу јак. Кога не би бил Стефче, сигурно он би победил. Затоа што на анкетите беа тук. Поточно Стефче беше за некои 2 до 3% на сите анкети пред Зафировски. И Стефче искача, исто како што направи со Бранко. Немоеш ти да, ако ги гледам ја анкетите дека луѓето сакаат јас да бидам градоначалник, ќе се кандидирам ја надвор од коалицијата. Се кандидираше надвор од коалицијата само во Карпош. Меѓу другото, со коалицијата заедно, како Гром работеше заедно за локалните избори сегдека, и за град Скопје, и за сите општини, дури и за Карпош. И во првиот круг ги победува и Зафировски и овој од СДС. И оди во втор круг. Во втор круг, наместо да добие поддршка од ВМРО ДПМН, пропагандна, он добива поддршка само од членовите на ВМРО ДПМН, кои што по автоматизам, што е нормално, би Владко Петковски за профитот, и тоа ќе ти го кажам, пријателju, кој ќе стасам на време, затоа што колку што Инфомакс има профит од ВМРО ДПМН или без ВМРО ДПМН, толку ти здравје да имаш.
ќе дојдам до овие вакви ботови што вака коментираат. Значи, членовите во Карпош работат за Стефче без насока. Луѓе како луѓе, самите. Затоа што ВМРО-вците се тоа. Не треба некој многу да им дава насоки и да им кажува што треба да прават. Точно знаат што треба да прават и за кого треба да работат или кој да гласа. И во вториот круг победува Стефче. И сега егоцентрикот, Христијан Мицковски, значи, зашто му, баш чисто професорски, онака даскалски, зашто ученикот да знае повеќе од даскалот? Секогаш ученикот која знае повише од даскалот, даскалот му прави 300 милиони сопки, му поставува прашања што нема од каде да ги научи. Зашто? За да му стави пониска оценка. Затоа што на некоја задача ученикот добил, знаел повеќе од професорот. И сега Стефан Кирко вика имаше насока, тука си грешка. Насока, кога имаше и каде имаше насока, ќе правиме муабет башка. Значи, почнува да му прави проблеми во општина Карпош и Стефче, онаков како што го дал Господ, комуњара пар екселанс од времето. Значи, уште од Југославија. Искача и му вика, пријателju, фала многу, пријатно, раздружиме се и толку. Што и ја би го направил истото многу порано. Ја би ја раздружил коалицијата пред избори. Не после. Помина тоа со Стефче што помина, пред Стефче пукна тиквата со Инфомакс. Да, одеднаш кај Инфомакс почна да не чини, одеднаш Инфомакс почна да биде, не знам каков, портал, како што го вика Нимфомакс, како некои дегени што го пишуваат, без да прашаат зошто е тоа така. Прв пут во коментар сега Гордана го поставува тоа прашање зошто е тоа така. Мечка ми има кажано да не го кажувам, ама ја ќе го кажем едноставно. Затоа што ВМРО ДПМН, потачно Христијан Мицковски, не сакаше да ја исплати договорената сума за рекламирањето, за снимањето на реклами и така натака, све што правеше Инфомакс за време на изборите за ВМРО ДПМН. За лепе очи не се работи ништо. Опремата кошта. Луѓето се зајмеа пари за да купат опрема. Кој ќе им ги врати? Дека нема пари, лаже. Прва работа. Втора работа. За емитувањето на рекламите исплаќа ДИК, државата. Не исплаќа ВМРО ДПМН. А Христијан Мицковски не дозволуваше да се подпише за да се исплати преку ДИК на Инфомакс. Па не знам кој ќе работеше и понатака за ВМРО ДПМН. Така е горде, никод бабе нема за џабе. Ја во една прилика на Мечка му викав дека не треба отпосле да ги чека парите, дека треба, пошто е Мицковски во прашање, да ги побара парите однапред, затоа што отпосле нема да му ги даде. Искочи кавга меѓу мене и Мечка у тоа време, за после тоа да биде, ти кажав. Но како и да е, бидна, помина. Инфомакс е гигант со својата работа, постигнато со искрена работа, со честна работа. Сите што работиме во Инфомакс, поготово ние 5 души што го почнавме Инфомакс, работиме исклучиво од срце, од душа, за да покажеме искрена и реална слика
онака како што е. Никогаш нашите видеа не сме ги коментирале за да ви кажеме што да гледате. Секогаш се пуштаме лайв, само вие да гледате и сами да се оценувате што е, зашто е, како е, што гледате, како гледате, каде гледате, зашто гледате. Инфомакс никогаш не ви кажал што гледате. И после тоа пишуваме нормално она што и ние сме го виделе, исто како и вие пишуваме текстови. Сега одеднашка Инфомакс не чини. Зашто не чини? Затоа што си барал пари за рекламите што ги снимал. Не чини. Океј. Ние тераме понатака, животот тера понатака. Арно, ама и другата страна исто. Не чини Инфомакс, не чини Стефче, пошто расчисти коалицијата, и доаѓа Данела. Сега не чинела и Данела. И одеднашка изговорот зашто не чини Данела, значи нема, ако сакате ќе ги коментирам тоа со Пирински и со Водовод, ама нема да ги коментирам, не планирав да ги коментирам у емисијава. Значи доаѓа проблем со Данела и одеднашка Данела не чини. Данела е, не знам, искачаат информации на Бранко Црвенковски, татко и бил удбаш, полицаец, не знам што, кои исчезнале ова дрога од депото на МВР. И до последно на локалните избори Кристијан Мицковски ја криеше која е и викаше дека ќе биде хардкор. И женава се покаже дека е стварно хардкор. Го прави тоа што ниеден друг не го правил. Прво, ги отпушти оние што зимаа плата не иде на работа. Прва работа. Кој тоа го направи у Македонија од политичариве други? Од директорите други. Па нема само во комунална хигиена луѓе кои што зимаат плата не идат на работа. После, значи, тоа што го искачаат, коментарите искачаат, пријател еден ми вика, Данела не е човек на Бранко. Не, Данела била човек на Груевски. Како бе може човек на Груевски да биде? Груевски му вршал притисок на Кристијан да ја крие, па да ја кандидира. Јас колку што знам, Груевски не е човек што може да прави такви покварени задкулисни работи против своето членство. Затоа што време на Груевски кандидатите 99,9% беа членови на ВМРО ДПМН или коалиција. Немаше независни. Значи, тука го исклучувам Груевски дека Груевски бил. Арно било, не сум знаел ја, она била човек на Груевски и ова Груевски сакал сега да го смени Кристијан Мицковски и со Данела му бил првиот удар врз Кристијан Мицковски. А овие другиве што ги наброев до сега? И тие ли му ги намести Никола Груевски? И за нив ли Никола Груевски му викаше дека не треба да има он доверба во членството? И за нив ли викаше дека он треба да носи луѓе од страна во ВМРО ДПМН? И во штабот на ВМРО ДПМН да има повеќе комунисти него УСДС? Секој еден што работеше за ВМРО ДПМН и сега што ќе покаже малце дека работи повеќе за ВМРО ДПМН како партија, во моментот се деградира, се брка, се шиканира. Луѓе со интегритет веќе не се во ВМРО ДПМН. Зашто? Само што тие луѓе не се како мене,
па да зборат вака, да го кажуваат ова. Едноставно, вајда они мислат дека се поинтелектуалци од мене, па затоа не го кажуваат. Да не ги набројувам, пошто некои од нив и ме гледаат во моментов. Не сум ги прашал дали може да ги спомнам. Значи, секој еден што ќе покажеше малце, го трга на страна. Ќе ги спомнам тие што сум ги прашал, како например Каракамишева и Ачковска. Значи, они се тргнати на страна без никакво образложение, без ништо да им биде кажано. А знаеме Каракамишева што направи, знаеме Каракамишева како се бореше, дека и еднашка на лидерска средба ја однесе со него. Знаеме за Ачковска, професор по историја. И каде се тие жени? Пошто ете он нели обожаваше жени да става, жена ќе биде. За да извади сега и друга прича дека од калето спремале некоја жена што требала да го замени Мицковски. Трачари. Ја мислам дека женине трачарки може вода да му носат. И доаѓам до моментов кој што сакам на вас, на обичните членови, на обичните луѓе, да ви го кажам, на овие што ги викам ботови, што и овој што ми пиша за профит дека било. Па зашто друго, ако не за профит, зашто да работам? А? Што сум ја? Црвен крст социјално? Сум сработил, нешто треба да ми се плати, сум се договорил пред да го сработам. Друга работа. Дали не приметувате дека со коментарите што ги пишувате за Данела, со коментарите што ги пишувате за Мечка, со коментарите што ги пишувате за мене, за Милош, за Палчо, за Стефчо, за сите. Дали не приметувате дека сте исти како Бачевци, Олумчевци, Филип Петровци, бойкотирачи? Што ако омаловажите, бе? Што ако извредјате? Што ако кажете дека некој е курва или не е курва? Дека некој бил профитер, не бил профитер? Некој се продал, не се продал? Што со тоа? Што не кажете одговорност дека треба да понесе некој за тоа што лажел, за тоа што манипулирал? А? Или може би се надевате дека утре ден, ако стварно дојде ВМРО ДПМ на власт, некој ќе овакво ќе добие работа. Ко сега, например, добија, го Димитар, фала Диме што ме подсетуваш, брат, дека ќе си лежи. И да продолжам. Каде е тука борбата политичка? Што ако што сум ја? Пред до вчера Филипчевци, Олумчевци, Бачевци, Бачев е се у коалиција со ВМРО, само да се појасниме. Во коалиција со ВМРО е и овој Хармоникашов, исто ветеран у ВМРО, што исто беше оние слободумни патриоти. Плюкаат без онака, од чиста мира, колку само да понижат. Тогаш бев за нив бугарска инсталација, не, српска инсталација на бугарски служби, што работи за грчки интереси, а платен од албанска мафија. А сега за вас сум се продал, исто ко Мечка што ја продал куќата, и сега јас сум работел за СДС.
Јас што го срушив комунизмот во Југославија, јас што цел живот сум од другата страна на комунизмот, антикомунист, јас ќе работам за СДС. За Тачеве, за Ќурка. Нема везе. Лајте се вие. Не е проблем. Само што, кога ќе кажам колку што сум земал пари, колку што сум се продал, колку што било што сум направил против партијата, толку здравје да имате, тогаш треба да го сватите тоа како благослов. Затоа што вие знаете дека јас сум се продал. Знаете дека јас сум земал пари. Знаете дека јас сум работел за СДС. Чим знаете, значи сте сигурни во тоа. Чим сте сигурни, ја кажувате вистината. Тогаш ова ја што го кажуваме благослов. Не е клетва. Зашто тогаш се плашите од клетвата? Или од благословот? Да бидам потачен. На што личи? Буквално баби. Данела требала да знае дека ја донеле ВМРО-ДПМН на власт. Знае. И она сама кажува, знам. Да, ВМРО-ДПМН донесе на власт. Кој го донесе ВМРО-ДПМН на власт? Христијан организираше нешто? Христијан организираше изборна кампања? Кажуеше какви реклами да се снимаат. За он да биде глумец во рекламата. На една реклама не дозволуваше да се гледа Александар Македонски, ја снимена на камион, на камени мост. Беше забрането, јас го наместив кадарот тачно да биде Александар Македонски во Гроплан, значи поминува Мицковски, над Мицковски да стои Александар Македонски, не може, вика. И тоа ми каже овој Луке што мафташе со на хартијата, со Facebook профилот на Яркан у собрание. Па мораше да се изврти кадарот за да не бил овој, пошто комуњарите одма ќе го поврзеле со Никола Груевски и со Скопје 2014. Па Скопје 2014 гордост на ВМРО-ДПМН. Скопје 2014 го направи Скопје да биде град. Да не беше Скопје 2014, Скопје и понатака ќе беше Селендра. Ќе беше обична селска паланка. Гледаш ли денеска Данела на Перонаков се сликала со партиска од СДСМ. Пријателju, ја бев тамо да снимам, партиска од СДСМ има, ако жената у општина, у град Скопје што работи од СДСМ, могуче. Могуче да било од СДСМ. Затоа што овие другиве од ВМРО-ДПМН, Мицковски им кажа да се тргнат. И овие, наместо да работат за народот, да не се тргаат, да покажат дека, ја што викам, еве, да покажат дека Данела не чини. Значи, на секој едно да кажуваат, јас барав од Данела тоа и тоа, она не ми дава. Зашто не ми дава? Не, овој кукавички, ај собери ги сите. Ај да те видам сега како ќе правиш и како ќе работиш. И овие сега се повлекуваат. И овие буквално се повлекуваат што мислат дека се незаменливи. Како ми викаше Мицковски мене? Што мислиш дека си незаменлив? Не бе, заменлив сум. Ама и сите други се заменливи. И се повлече Ѓого. Зашто? Немал соработка. До тогаш имал, после тоа немал. Се повлече Бојан. Не знам зашто. Искрено не знам зашто. По мене
му е многу голема грешка да изгори за глуперда како што е Христијан Мицковски. Се повлече Јане, исто така. Луѓе кои што перфектно ги си работата Иво Дрисла и Иво Паркинзи. Последно се повлече човекот кој што мене лично ми е пријател и човек кој што имам огромно добро мислење и кој што лично има можност да видам дека сработил, за Војче зборам од Лајка, и онда се повлече со буквално не се тоа негови зборови, што е напишано на Фейсбук. Немал комуникација со градот, каснал 15 дена со плати. И зашто немаш комуникација со градот? Не ќела Данела да те прими? Колку време помина од кога си ти директор? Значи, буквално нелогично е писмото зашто си дава неотповиклива оставка. Самото покажува дека Христијан Мицковски му има кажано тоа. Последно сега што дознавам дека на средните школи на директорите им рекол да се повлечат. Сега, кога е борба за енергија, за струја, кај што школиве плаќаат кубик пари за струја, онда се повлечат директорите. Зашто? На Данела штета да ја направи. Па на Данела ли ќе ја направи штета или на луѓево, на децава у школа што идат? На кого штетата ќе биде? Што ако и направи штета на Данела, може ли некој да ја тргне? Градоначалниците и пратениците, никој жив не може да ги тргне до избори. Никој жив. Дури и да и го блокираат советот сега, да не и го изгласаат буџетот, ќе има избори за советници, нема да има избор за градоначалник. И после, зашто јас сум кажувал дека е егоцентрик? Еве, зашто јас сум кажувал дека гори други луѓе за својот хир? Еве, ова се тие примери. Ајде нека каже некој дека грешам. Дека не е така. Јас имам 51 година. Имам 6 години стаж. Никад не сум побарал ништо од партијата. На наговор сега, на 3-4 луѓе, да не ги споминјам, сами ќе се препознаат кои се, побарај да си обезбедиш пензијата. Абе, викам, џабе да побарам од овој човек, е лажов. Не бива од овој човек таква работа. Ќе ми кажи и после ќе рече не. Не, ти не го знаеш, ја поише контактирам со него, знам каков е. И отидов, изедов гомно, побарав. Ти психо за тебе, после, ако го добиеме Скопје, сигурно ќе добиеш работно место у водовод, за да ти биде посигурна работата. Ќе можеш да работиш и во водовод, и во Сонце или во Инфомас, кај сакаш плюс. Добро. Замислете да даде отказ у Сонце? Сега ќе си бев со прстот уста. И заврши изборите, беше да ставиме директор на водовод, ставија директор на водовод, па знаеш, мене треба да ми даде Амин шефот. Ало, шефе, Амин бара Пирински за вработување, еве ти го Неловски, со Неловски прави муабет. Неловски таква и таква работа. Знаеш, на извршен е кажано дека мора преку општински да иде. Викам, па ја никад не сум работел у општински, како? Викам, срамота, викам, се од општински да барам. Па така се договоривме на извршен. Добро, луѓева ме почитуваат у општински, баш исто како Христијан Мицковски. Баш исто. И ми дадоа препорака и викам, еве, луѓето од општински викаат нема проблем да го добијам тоа работно место.
Бе, знаеш, психо, да почекаш ти едно 4-5 месеца, тоа е април месец негдека, април или мај. 4-5 месеца да не јадат гомна комуњариве, ти си јавна личност. Викаме, заебаваш нешто или што е работа? Сакаш да ми кажеш на есен нема да има избори? Не, сигурно ќе има избори. Па 4-5 месеца од сега се септември, октомври. Тогаш ќе ми кажеш дека не можеш сега пред избори? Пошто тогаш не се знаеше. И заќутеното. Викам, како бе така, викам, јавна личност, па да чекам, па после 4-5 месеци нема да бидам јавна личност. Тогаш нема да јадат гомна комуњарите. И така, понижен, со голема расправија, со голема кавга, меѓу кои со Мицковски со кавга, го напуштив штабот и викам, нема да има потреба комуњарите да јадат гомна. И јас ќе отворам устата како нилски конј и ќе ви кажам сите работи онака како што се, па луѓето сами нека ценат. И еве си го држувам ветувањето, го правам тоа. Ги кажувам работите онака како што ги гледам. Верувам дека се така реално, вие сами оценете дали е реално или не. И толку. Јас си продолжувам да си работам у телевизија Сонце, во Инфомакс сум хонорарец, и сега си правам емисија моја, независна емисија. Значи, оваа емисија не е нити на Инфомакс, нити на телевизија Сонце. Оваа емисија Психоманија е лично моја емисија. Јас сум главен и одговорен уредник, јас сум новинар, јас сум снимател, јас сум све на оваа емисија. Затоа си ја правам на телефон. И така. Тоа ми беше целта да ви го испричам сега. За да видите што е точно, што не е точно. Дали психо лаже? Дали психо не ја кажува вистината? Некој ќе ми каже, као што ми пишува, не било сега време да сме ги победеле СДС, па после ќе си ги вадиме очите. Детето по мене се тепа пред да ги скрши стомните. Од која ќе ги скрши стомните, џабе е после. Џабе е после да го скараш. Не бе каков директор, чувар барав у водово да бидам бе. Директор у водово. И значи дали едноставно не се работиве вакви како што ги кажем. После тоа е џабе. Затоа што прво Христијан Мицковски нема да се повлече се додека СДС не си ја завршат работата. Нели гледате дека има договор за све. Сите други се криви и тие ја прават штетата. Ама Мицковски, он бил против СДС. Арно, ама жестинава што ја видовме према Данела, не ја гледаме у собрание. Кај што е Гога Сорос, меѓу другото. Искача координаторот на пратеничката група на ВМРО, кажува тоа што кажува на емисија, му го вада тоа што го кажува на емисија и вика, хајка прат против мене. Ало бе, па кој те тепаше по уста да го кажеш тоа? Искача Мицковски каже, он ќе преговара за бугарски договор. Е бил изведен од контекст. Каков бил изведен од контекст, кој сам каже? Он ќе преговара за бугарски договор, за нов меѓусоседски договор со бугарите без асимилации, не знам што. Ве каков договор меѓусоседски? Со која друга држава имаш меѓусоседски договор за добро соседство? По уста ли го тепаат некој за да каже нешто такво? Искача на емисија вика, директорите сами се повлекоа, вика, ја не им кажав. Како бе така лаже?
Зашто лаже? Што ќе добие со тоа, бе? Народот губи. А ВМРО ДПМН е народот. По тоа кажувам јас дека единствено што прави раскол во ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. И сега со последнава прича дека Никола Груевски му правил задкулисни игри, он мисли дека он ако прави задкулисни игри сите прават. И дека Никола Груевски му правил за да за да го смени. И сега у буквална смисла луѓето ги дели на тие што се за Христијан Мицкоски и тие што се против Христијан Мицкоски. Ете, тие што се за Данела се против Христијан Мицкоски, тие што се против Данела се за Христијан Мицкоски. Значи, едноставно бе луѓе, почнете да размишљате со своја глава. Охрабрете се еднашка. Значи, како и да е, ВМРО нема која друга партија да победи. Ама ако победи ВМРО со овој начело, не дај Боже да стане премиер, а нема да стане премиер и ако победи ВМРО. На што ќе биде, кој ќе биде бетер од Заев? Со лажење, со превари, со мучки. Ќе биде поедеме туѓа срамота. На улица никој нема да каже Мицковски го прави тоа. Не ќе искочи вака ќе ти покаже ти мене ми кажа да гласам за ВМРО. Дека ВМРО се различни од СДС. Како сега у кисела вода, што викаат каде ви е ова, каде ви е она. Градоначалникот рече вака, рече така пред избори. Ајде де. Ама никој нема храброст да му отиде на градоначалникот да му каже, него му кажува на луѓето доле што се. Луѓето што работеле. И тоа е за еден дел од тоа што прашуваат каде е. Тоа е во буквална смисла, во изработка, го прави веќе. Градоначалникот веќе работи на истото. Ама не му викаат на градоначалникот, му викаат на луѓето, на членството. Затоа јас го зборам Христијан Мицкоски цело време. Затоа што тој утре, како сега што ја злоупотребува позицијата председател на ВМРО ДПМН, така утре ќе злоупотребува било која друга функција кај што ќе биде. И ќе лаже исто како Заев. И ако некој биде попаметен од него, ќе му пише кец или петка на факултет. Значи, сватете една работа. Престанете да плюкате сами против себе. Што ако ме исплюкаш мене? Што? Што добиваш со тоа? Јас па ќе бидам ВМРО ДПМН. Ти па ќе бидеш ВМРО ДПМН. Утре ден ќе се смени Мицковски. Ќе дојде друг. Што ќе правиме? Како ќе се погледнеме во очи? Истото го правеа Бачевци и Олумчевци. Истото го правеше Филип Петровски. Плюка по луѓето. Зашто немаше луѓе на протестите за името? Затоа што Бачевци и Олумчевци плюкаа по секој ВМРО-вец. Штабомани биле, вакви биле, такви биле, па кој ќе ти дојде ако го вредјаш? Сега тие престана, а пошто видео на избори дека народов ги шутна, виде дека се терорира у пет на вртелешките, дека се шврки,
И сега нема кој, почна овие да плюкаат. И да вреѓаат и да ги имитираат нив. Па они убаво ли пројдоа па за да вие да ги имитирате? Искача на видиш, кој реков тирориро ми текна. Искача на пресконференција овој пуковников, како му беше, Ковачки. И кажува, Таче бил неспособен за војска трајно. А Ирлија нека е супер, топ. Таа вест требаше да ни ја даде на нас медиумите, ние да ја објавиме, а он како од позиција на политичка партија да искочи и да каже што политичката партија ќе направи со тоа. Со таа вест дека овој неспособен. Трајно неспособен. Значи, ако е стварно трајно неспособен, има две опции кои што на него од глава може да му се опнат. Првата, ако е неспособен стварно, ако е стварно шлаки, тогаш не му важи ни еден подпис по закон. А ако се правил шлаки само за да не иде у војска, повторно е кривично дело лажна информација. Повторно е кривично дело и на тој што му го дал тоа решение дека е шлаки. И слушнавте ли вие нешто од ВМРО ДПМН, од Христијан Мицковски, што ќе направи со таа информација дека премиерот на Република Македонија е шлаки? Тоа ти е исто како јас да кажев, јас дознав, еве ви, овдека пишува дека премиерот е шлаки. И толку. И да ме даеше на суд за овакво, имав како да докажам дека, еве, од овдека ми е информацијата. А он што? Измешал баби и жаби и сега не знае ни како да искочи. И така. Малце свежичко, ладничко да кажем. Ми смрзна главата пошто косата ја свртев од долна страна. Ми пројдоа некои коментари тука што дел ги видов, дел не ги видов пошто се дугачки, а на телефон пошто емитувам многу малце ми се гледаат. Така да на коментарите ќе одговарам пишувајќи одговори на коментарите. За сега Психоманија 17 прва сезона тука би ја завршил. Затоа што еве го 11:10, значи саат и 10 минути ја правиме емисијава. Следете Психоманија, ете, не бидете себични, ставете лайк на фан страната Психоманија. На YouTube притиснете дека ме следите и ставете едно звонче за да видите кој ќе го објавам видеото. И фала што ме гледате. Утре Мала Богородица, раѓањето на Мајка Божја, така да нека ви е среќен празникот, да не е за многу години. И што друго да ви кажам, да е жива и здрава Македонија, сега секогаш и во вечни векови. Лека ноќ и пријатно.